Насловна страна на денешниот дневник. Македонскиот работник работи во небезбедни, нечовечни и нездрави услови. 70 дивоградби во Охрид, 34 во Струга и 1 во Дебарца во 2021 година. Огромен интерес на основците средното образование да го продолжат во електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски. Зачестени напади од улични кучиња во Струга. Ногачевски со апел до даночните обврзници да ги подмират обврските, инаку ќе следи присилна наплата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево и топло со измерени максимални 32 степени Целзиусови, попладне појава на локална облачност и услови за локални врнежи од дожд со невреме. Во текот на ноќта кон сабота претежно ведро и топло. Утре над британските острови на југ од Скандинавија и локално во источна и југоисточна Европа времето умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици. Во останатите делови од стариот континент сончево и топло. На Балканскиот полуостров во сабота времето претежно сончево со локална облачност и топло, а попладне локално во централните и јужните делови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 29 до 38 степени Целзиусов. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Ќе биде топло, а попладне локална облачност која доцна попладне во источните и југоисточните делови ќе донесе локални врнежи од дожд и грмотевици, а локално и појава на невреме. Минималните од 14 до 23, максималните дневни од 30 до 38 степени Целзиусови со висока вредност на УВ индексот од 8. Во Охрид во сабота сончево со локална облачност и топло време. Попладне појава на локална облачност. Минималната 18, максималната дневна 32 степени. Во недела и понеделник во Охрид сончево и топло време. Утринската 18, дневната 30. Во вторник сончево и топло со дневна температура до 31 степен Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ.
Македонскиот работник работи во небезбедни, нечовечни и нездрави услови. Најкритично е во текстилниот сектор, потоа следува преработувачката индустрија, градежништвото, па земјоделието. Ова се податоците од последната студија на Македонското здружение за заштита при работа, според кој во земјава има тренд на зголемување на бројот на несреќи на работното место, како и оние кои се со смртен исход. Загрижувачки податоци од последната студија на Македонското здружение за заштита при работа. Македонскиот работник работи во небезбедни, нечовечни и нездрави услови. Најкритично е во текстилниот сектор, каде дури 80% од вработените имаат здравствени проблеми, заболувања стекнати при работа. Не е подобра состојбата ниту во преработувачката индустрија, градежништвото и земјоделието. Од неодамнешна една студија која правевме дури за текстилниот сектор, каде што опфативме некаде четвртина од работниците, увидовме дека малтене 80% од работниците во текстилната индустрија имаат одредени здравствени диагнози. Сето тоа говори дека сме болни на работните места. Постојано се нарушуваат минимално договорените услови за работа, а тоа се плаќа со крв. Во 2021 година се случиле 165 несреќи при работа во земјава, но според податоците на Институтот за јавно здравје на годишно ниво има околу 1500 потешко повредени. Често пати зборувам за да биде попластично дека секоја недела не гине еден на работното место и во статистиката која имаме во изминативе десетина години дека имаме некаде армија 400 луѓе загинати на работните места, некој треба да се засрами за тоа. Некој треба да превземе одговорност. Во земјава има тренд на зголемување на бројот на несреќи на работното место, како и оние кои се со смртен исход. Само лани се случиле 30 тешки повреди со фатални последици. Стапката на смртни случаи при работа во 2021 година изнесува 3,77, односно на секој 100.000 вработени, речи се 4 вработени гинат на работното место. Премиерот Димитар Ковачевски денеска изјави дека во добиениот француски предлог за тргање на бугарското вето за Европската Унија се инкорпорирани нашите забелешки и дека представува солидна основа за градење став. Изјавата тој ја даде по средбата со коалициските партнери, на која министерот за надворешни работи Бујар Османи и вице-премиерот Бојан Маричи ќе го образложиле предлогот во детали. Секоја одлука поврзана со предлогот ќе ја носиме заеднички и преку широк консултативен процес, истакна на денешната пресконференција премиерот Димитар Ковачевски. Пред нас имаме предлог кој ги инкорпорира нашите забелешки и јасно изразени ставови. За да изградиме официјален став како држава, со оваа средба денеска го отпочнавме широкиот консултативен процес. Ќе продолжиме и со председателот на државата, кој е целосно досега упатен и консултиран со сите детали. Ќе дебатираме и во парламентот и со опозицијата. Тврдења во различни форми сметам дека потонаа. Како влада, доследно се држевме до државните позиции во однос на преговорите со Бугарија во секој поглед. Го штитевме националниот интерес и македонскиот национален идентитет. Ветивме дека ќе се избориме да ги задржиме клучните црвени линии кои со месеци ги повторувавме и за кои собранието усвои консензуална резолуција. Тоа мислам дека е повеќе од јасно сега дека е така. Во европскиот предлог имаме дефинирано позиции за јасно и недвосмислено прифаќање на македонски јазик, како и протоколот да не биде во преговарачката рамка. Многу важно, нашата позиција за понатамошно и отпочнување безусловно на преговарачкиот процес и одржување на меѓувладина конференција со Европската Унија исто така е инкорпориран во предлогот кој што е доставен кај нас. Според податоците на Државниот завод за статистика, во текот на 2021 година во Охрид се изградени 70 бесправни објекти, во Струга 34 и во Дебрца само 1. Во Вевчани нема дивоградби во 2021 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, во текот на 2021 година на територијата на Република Македонија регистрирани се 739 бесправно изградени објекти,
Од нив 70 се во Охрид, 1 објект е во Деберца и 34 се во Струга. Од 70 дивоградби во Охрид во 2021 година 13 се објекти за домување, 12 се доградби, надградби и слични адаптации, 2 се деловни објекти, 17 се огради, едни скали, по една тераса и летна тераса, 9 настрешници, 7 времени објекти и 6 помошни објекти. Во Струга пак, бесправно се изградени 34 објекти, од кои 10 објекти за домување, 4 се доградби, надградби и слични адаптации, 6 се деловни објекти, 2 се гаражи, 8 се огради, 3 настрешници и 1 помошен објект. Дивоградбата во Деберца е објект за домување. Зачестени напади од кучиња скитници во Струшко. Изминатава недела случајни се повеќе напади врз малолетни деца, а удавено е и цело стадо овци во село Мислешево. Граѓаните загрижени и револтирани, општината се уште нема решение. Зачестија нападите од бездомни кучиња во Струшко. Изминативе 10 денови состојбата е алармантна. Случајни се повеќе напади. Кучиња скитници направија масакар во село Мислешево, удавија цело стадо овци. Жртви на напади има и во строгиот центар на градот. Повредени од глутница кучиња се 2 малолетни деца и 1 жена. Стружени се вознемирени и револтирани. Глутници агресивни кучиња има во сите населби во градот. Велат стравуваат за собственото и здравјето на своите деца. Се чувствуваме како не се чувствуваме, полна е чаршијава со кучиња. Полна е. Не се врвит по чаршија. Опасни се, трчаат по луѓе. Да, страшно е. С ними треба да ги спастре негде, да ги затворат. А не да ги тепаат. Греото се и тие се душа. Кучиња има и во градови во околината. Навистина представуваат опасност. И за луѓето и за домашните животни. Нешто треба да се превземи. Во ред животни се сите тие работи, се разбирам. И во светот има тренд за заштита на кучињата и на животните. Меѓутоа и тие организации што се треба да поведат сметка. Како Анима Мунди, како другите. Навистина и по селата, конкретно јас сум од Враништа. Навистина имаме големи штети од кучињата скитници. И во луѓе и врз домашни животни. Градот се уште нема решение за овој проблем. Има само еден волонтерски приватен стационар кој не може да излезе на крај со стотиците кучиња во градот. Навистина состојбата со кучиња скитници е загрижувачка. Не дека ги има во голем број, но и колку и да се ризични за пешаците, за граѓаните кои минуваат и во денските часови, но и во ноќните часови по улици. Работаме во делот на собирање и има еден приватен, да речам, стационар и со нив работаме, имаме еден лаборат. Повредените од кучиња скитници во Струшко најавуваат тужби до општината, ке бараат одштета. Не успеавме да добиеме бројка колку пари општина Струга ја чинат нанесените штети од страна на бездомните кучиња. Огромен интерес на основците од градов средното образование да го продолжат во електромашинскиот училишен центар Светинаум Охридски од Охрид. Во третиот уписан рок во месец јуни се запишани 216 ученици за образовната 2022-2023 учебна година. Најголем е интересот за насоката техничар за индустријска мехатроника, каде беа пријавени 32 ученици, а се запишаа само 23. Завршија јунските уписи за учениците кои своето средно образование го гледаат во електромашинскиот училиштен центар Светинаум Охридски од Охрид. Директорот на центарот Сашо Недиски пријатно изненаден од интересот за наредната учебна година. Од машинската струка за насоките техничар за моторни возила, машински техничар и техничар за компјутерско управување се запишани 25 ученици. За насоката техничар за производно машинство 19, за насоката сообраќаен техничар 23 ученици и за насоката козметички техничар за лични услуги 22 ученици. Од електроструката во насоката електротехничар енергетичар се запишаа 23, електротехничар електроничар 20, електротехничар за компјутерско
компјутерска електроника и автоматика 61 ученик и електротехничар за индустријска мехатроника 23 ученици. Токму за оваа насока годинава најголем бил интересот, истакна директорот на оваа средношколска установа професорот Недески. Најголем интерес имаше за техничар за индустријска мехатроника, кај што беа пријавени 32 ученика кои ги исполнуваат условите, а само 23 се запиша бидејќи толку бараја компаниите кои што ни се партнери во дуално образование од Костел, ОДВ, ЛТХ и Магна. Конкурсот за упис во средните стручни училишта е направен врз основа на потребите утврдени во социјален диалог меѓу училиштата, локалните самоуправи и компаниите. Системот на дуално образование е вид јавно-приватно партнерство меѓу стручните училишта и индустријата, а е координиран од делегацијата на германското стопанство во Македонија. Дуалното образование е единствен образовен систем кој ги комбинира содржините кои се предаваат на училиште со практичната обука во компанијата. Самите бројки кажуваат дека е голем интересот на учениците кои што сакаат да се запишат во овие дуални паралелки и бројките уште еднаш да повторам дека во дуалните паралелки зависат од интересот на компаниите. Значи колку што ќе побараат компаниите, ние на толку ги распишуваме и го распишуваме и огласот, бидејќи таа бројка што можат тие да ја прифатат, ние ја анимираме во самиот оглас. Со тоа на компаниите ќе им се овозможи да вработат квалификувани работници со соодветни вештини, а учениците ќе имаат шанса да бидат обучувани од сертифицирани ментори од компаниите во простории за обука каде се симулираат вистински работни околности. На овој начин младите ќе се здобијат со практични знаења, работно искуство и паричен надомест, а на крајот на завршување на програмата ќе се стекнат со диплома за завршено средно стручно училиште и сертификат од делегацијата на германското стопанство во Македонија. Со ова трето пријавување во јунскиот рок завршија уписите, а во месец август ќе може да се запишат само учениците кои се упатени на поправни испити, испит на годината, испити за побрзо напредување, секако доколку има слободни места. Уписниот ден за нив е 22 август 2022 година. Од денес 1 јули започна со примена времениот режим на сообраќај на државните патишта во летниот период. Истиот ќе трае до 31 август, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Современиот режим на сообраќај во летниот период на државните патишта во Република Македонија се забранува движење на тешки товарни возила, чија вкупна маса преминува 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. За деновите од викендот временските интервали се следни: петок од 17 до 22 часот, сабота од 9 до 18 часот и недела од 9 до 22 часот. А во деновите со екстремно високи температури определени од Министерството за здравство, забраната ќе важи и од понеделник до четврток во периодот од 11 до 17 часот. Исто така се воведува и забрана за движење на тешки товарни возила на патниот правец Скопје-Охрид-Скопје на возила чија вкупна маса преминува 7,5 тони. И тоа за време на викендите временските интервали се следни: петок од 15 до 22 часот, сабота од 7 до 12 часот и од 18 до 24 часот и недела од 7 до 22 часот. Ограничувањата не се однесуваат на возила кои превезуваат живи животни, цвеќе, хуманитарна помош, жито и житни култури и лесно расиплива стока. Овој посебен режим на сообраќај се воведува во текот на летото со цел избегнување на застојот во сообраќајот на патната делница кон најпосетуваното туристичко место во Република Македонија, намалување на застоите на пунктовите за наплата на патна такса и воопшто побрз проток на возилата и непречено движење на туристите. Патниот правец пак Охрид Ресен преку Националниот парк Галичица е отворен за сообраќај до 1 октомври за возила со вкупна маса до 3,5 тони, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Општина Дебрца ги повикува сите даночни обврзници, должници по основ на данок на имот и комунална такса да ги подмират своите обврски. Доколку физичките и правните лица не ги подмират обврските во примерниот рок, ќе се пристапи кон присилна наплата, информира градоначалникот Ногачевски. При последната внатрешна ревизија во општина Дебрца, во делот на остварувањето на изворните приходи како данок на имот и комунална такса за истакнување фирма, се констатира дека одреден број даночни обврзници, физички и правни лица, не ги имат измирено своите обврски по овие основи.
Поради оваа причина, градоначалникот на општината и даночната администрација се задолжени да ги преземат сите со закон предвидени мерки за наплата на заостанатите обврски на даночните обврзници. Во наредниот период општинската даночна администрација до сите даночни обврзници должници по основ на данок на имот и комунална такса ќе достави последни опомени со дополнителен приемен рок за плаќање на заостанатите обврски заклучно со 31.12.2021 година. Со оглед на тоа, дека во изминатиот период не сме користеле присилна наплата, апелираме до даночните должници да постапат по опомените и да ги измират своите обврски во примерниот рок, како не би се изложиле на дополнителни трошоци за присилна наплата, напиша на својот официјален Facebook профил градоначалникот на општина Деверца Зоран Ногачевски. За сите дополнителни информации можете да се обратите до општинската даночна администрација. Наскоро на територијата на општина Охрид ќе започне со работа првиот младински центар кој ќе функционира согласно Законот за младинско учество и младински политики. Младинскиот центар е место каде ќе се подготвуваат и спроведуваат програми кои ќе подобруваат благосостојбата на младите, развојот на личниот, социјален и професионален живот на младите, информации од важен интерес за младите и други аспекти од животот на младите. Со Младинскиот центар Охрид ќе раководи коалицијата на младински организации Сега Прилеп, која беше избрана согласно јавниот повик за избор на младинска организација. За таа цел коалицијата на младински организации Сега објавува повик за вработување на 3 лица за Младинскиот центар Охрид. Целосната апликација за интересираните може да ја погледнат на веб страната на општина Охрид, а аплицирањето трае до 10 јули 2022 година. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека согласно одредбите од Законот за возила, сите оние кои се водат како сопственици на возила, за кои што не ја продолжиле важноста на сообраќајната дозвола повеќе од 2 години, законски се должни да го одјават своето возило во Министерството за внатрешни работи, односно во регистрационото подрачје каде возилото се води во евиденција, најдоцна до 31.12.2022 година. Доколку сопственикот на возилото не го одјави своето возило, Министерството за внатрешни работи ќе го избрише од евиденцијата на регистрирани возила и ќе преземе мерки за одземање на регистарските таблички на трошок на сопственикот на возилото. Црвена младина Охрид спроведе акција за чистење и уредување на скејт паркот во Охрид. Ги повикуваат надлежните да водат повеќе грижа за јавните површини, каде младите го поминуваат своето време. Активисти на Црвена младина од Охрид во претходните 2 дена спроведоа акција со цел да го исчистат и уредат скејт паркот во Охрид. Паркот беше исчистен од камења, комунален отпад и друго. Исто така беа офарбани и ступчињата во црвена боја. Активистите на движењето Црвена младина ги повикуваат надлежните повеќе да водат грижа за јавните површини, каде младите го поминуваат своето време за дружба и игра, затоа што младите не заслужуваат руинирани места за играње, тренирање, седење, уживање и така натаму. Црвена младина и во иднина ќе продолжи со вакви акции кои што се во интерес на младите. Ги повикуваат граѓаните и институциите да им се придружат во борбата за подобар живот на младиот човек во Република Македонија. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украинската криза може да заврши на 3 начини, изјави поранешниот американски државен секретар Хенри Кисинџер. Според неговото мислење, првото сценарио подразбира руска контрола над поголемиот дел од Донбас со неговиот главен индустријски и земјоделски регион и појас земја долж Црното море. Другото сценарио, објаснува тој, би бил обид да се истисне Русија од Крим, кој беше обединет со Русија пред почетокот на специјалната воена операција. Кисинџер смета дека ова сценарио може да доведе до ескалација на конфликтот. Третото сценарио според дипломатот предвидува враќање на ситуацијата до 24 февруари, односно на почетокот на специјалната операција. Кисинџер претходно изјави дека Украина треба да ја отстапи територија на Русија за да го прекине конфликтот.
Судиите во Флорида и Кентаки им забранија на тие американски држави да спроведуваат забрана или ограничување за абортус, откако Врховниот суд минатата недела ја укина одлуката на Ро против Вејд од 73-та година со која се утврдува правото на абортус. Одлуките во Флорида и Кентаки дојдоа во време на низа тужби од страна на групи за права на абортус кои сакаат да ја зачуваат способноста на жените да прекинат бременоста по историската одлука на Врховниот суд. Одлуката им даде моќ на државите сами да одлучат дали ќе забранат, ограничат или дозволат абортуси. Државните судови во Тексас, Луизијана и Јута привремено ги блокираа забраните во тие држави од минатата недела. Забраната за абортус после 15-тата недела од бременост во Флорида, подпишана од републиканскиот гувернер Рон Де Сантис во април, требаше да стапи на сила во петок. Американскиот претседател Џо Бајден на пресконференција по завршувањето на самитот на НАТО во Мадрид повторно направи грешка, погрешно велики дека неутрална Швајцарија влегува во НАТО наместо Шведска. Според нивните написи, американскиот лидер брзо се поправил, шегувајќи се дека мора да е возбуден поради процесот на проширување на алијансата. Добивме телефонски повик. Тој предложи да го повикаме лидерот на Швајцарија, рече Бајден. Швајцарија, боже мој, јас сум многу возбуден поради проширувањето на НАТО, и додаде. Медиумите анализираат дека Бајден е познат по своите гафови, кој своевремено сам себе се нарекувал машина за гафови. Бугарката Руја Игњатова, позната и како криптокралица, се најде на листата на FBI за 10 најбарани бегалци. Американските истражители ја обвинија дека измамила луѓе за повеќе од 4 милиарди долари преку нејзината криптовалута OneCoin. Таа исчезна во 2017 година кога американските власти подпишаа налог за нејзино апсење. FBI ја стави Игњатова на листата на најбарани бегалци, а се бара и помош од јавноста за да ја фатат. Вчера FBI понуди награда од 100.000 долари за било каква информација за тоа каде се наоѓа криптокралицата, како што ја нарекуваат Игњатова. Таа последен пат била видена како се качува на лет од Бугарија за Грција во 2017 година и од тогаш и се губи секаква трага. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.